големина чест и задоволство да се заблагодарам на вашето присуство. Кога ќе си речеме, не знам дали ова може да го направам, тогаш давате се од себе и тогаш ги рушите границите. Ова би можеле многумина да го потврдат со своето искуство, но особено е значајно кога доаѓа од жена како Мариса Мејер. Таа во текот на незината бременост беше назначена за извршна директорка на компанијата Yahoo, со што влезе во историјата како прва жена поставена на раководна позиција на некоја американска компанија за време на бременоста. И покрај дебатите и критиките, што ги инициираше таа, за тоа колку жената може да биде посветена мајка додека работи, како што многумина се согласуваат, таа најде начин да покаже дека тоа е можно. Почитувани присутни, овој пример го посочив за да охрабрам дека се што се сака може да се постигне. Жените му се потребни на општеството. Тоа го покажуваат и искуствата на успешни жени во Македонија во многу сектори. Тука сум, како премиер и како представник на владата, да уверам дека силно го поддржуваме вклучувањето на жените во енергетиката. Дури и директорите, како финансиски и материјални покровители на оваа седница, директорот Петар Штефан, директорот Драган Миновски и директорот Сашо Василевски, помагајќи ги ваквите настани, веројатно се свесни дека нивните позиции може да бидат земени од жени. Како што сме свесни и јас и ректорот, дека и нашите позиции може да бидат преземени од жени. Правиме и ќе направиме се што е потребно, за да ги насочиме секако пред се младите жени, студентките, да се заинтересираат за енергетскиот сектор, да ги видат своите перспективи во него, да изберат ваков тип на образование, што им отвара можности. Жените кои се веќе професионално активни, сакаме да ги мотивираме, да ги побараат своите шанси во енергетиката. Почитувана Христина Спасевска, председателка на Инженерската институција на Македонија, организатор на оваа значајна меѓународна конференција заедно со ЕВА на Македонија, почитуван Стефан Петар, председател на управниот одбор на ЕВА на Македонија, покровител на конференцијата, почитувани директори на ЕЛЕМ и на МЕПСО, почитуван представник на Централно Европската иницијатива, чија што проектна активност е конференцијата, почитувани домашни и странски експерти од областа, професори, представници од бизнис заедницата и од домашните, регионалните и меѓународните организации, почитуван ректоре, почитувани представници од амбасадите во земјата, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Благодарам што со вашите заложби, искуство, присуство, организација на настани, каква што оваа меѓународна конференција насловена Жените во енергетиката, помагате да ја подигнеме заедно свеста за важноста на родовата рамнотежа во бизнис заедницата, низ идентификување стратегии и програми за еднакви можности во енергетскиот сектор. Република Македонија со организирањето на оваа конференција е лидер во регионот на тема родова еднаквост во енергетиката. Ги разбиваме предрасудите дека работата во енергетскиот сектор е машка професија. Сакаме да знаете дека владата е подготвена да учествува во реализација на предлозите што произлегуваат од оваа конференција. Ги поддржуваме вашите цели да се иницира воспоставување платформа за родова еднаквост во науката, технологиите, инженерството и математиката, во Централно Европската иницијатива, регионот, како и за формирање асоциации на жени во енергетиката. Формирањето асоциацијата Жени во енергетика на ниво на земјите од ЦЕИ регионот, што се случи на оваа конференција, ќе овозможи одржливост на целите и заклучоците од овие 2 дена работа. Преку оваа организација, во иднина, би требало да се спроведуваат активности на национално, но и на меѓународно ниво,
кои што ќе ги поттикнат жените и посебно младите за професионален развој и вклучување во област. Ова е важно, посебно што еден од заклучоците на оваа конференција е дека жените од инженерските дисциплини статистички имаат подобар успех во текот на студирањето. Нивниот процент во однос на мажите се намалува кога станува збор за продолжување на школувањето и усовршувањето. Но владата, ево уште сега кажувам, е подготвена да креира и спроведува политики што ќе овозможат младите жени, интелектуалки, да имаат услови за непречен професионален развој во периодот кога оформуваат семејство. И во Македонија, како и на глобално ниво, искуството покажува дека процентот на жени кои се на високи менеджерски позиции во компаниите е многу помал во однос на мажите. Моделите како ова да се унапреди, порачувам, подготвени сме како влада да ги поддржиме со законски механизми и на сите други начини и затоа очекуваме и предлози од сите вас. Седнете заедно, стопанските комори, заедно со Сдруженијата за родова еднаквост, како што е Асоциацијата жени во енергетиката, воспоставете диалог со работодавачите, заеднички да се дефинираат слабостите, но и заеднички да се направат тренинг програми кои што ќе го подобрат професионалниот развој и напредок на жените. Ова е еден предлог, вие може да развивате и многу други. Да овозможиме додадена вредност на квоти за родова застапеност како концепт. За ова е потребна свест. За овие настани, со овие настани кои што ги одржувате, ја подигнуваме таа свест. За ова е потребна и општествена и политичка волја. Еве покажуваме и докажуваме дека ја има. На оваа конференција се разменети драгоцени искуства на регионално и меѓународно ниво. Воспоставената соработка да ја одржиме и понатаму да действуваме заедно на сите нивоа. На ниво на асоциации, организации, здруженија, влади. Затоа, до сите жени и млади девојки го упатувам овој апел. Потребни сте во енергетиката, отвараме можности, вклучете се. Благодарам.